Нема да должам многу, за да си започнеме веднаш со денешното издание на нашиот квиз. Како и секогаш, така и денеска прво ќе ги повикам нашите надпреварувачи да ги запознаеме, да си направиме муабет и секако да ги сместиме во нивните надпреварувачки кабини. А како и секогаш, така и денес прво ќе ги повикам домаќините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Ајше и Денис. Повелете. Здраво. Здраво. Ајше, здраво. Како сте денеска? Добро, супер. Расположени за игра? Максимално. Да, минатиот пат супер бевте, одлично се покажавте и тоа беше впрочем би нели. Да, и добро. Крајниот резултат така се покажа, си заминавте тука со 200 евра. За денеска нови противници, дали сме подготвени за нив? Да, супер. Денеска ја менуваме кабината од предизвикувачка, одиме во домакинска. Да, посериозно. Посериозно, каква ли? Ке видиме дали е посериозна. Тоа ќе да знаеме понатаму. Како и да е, би требало да сте порелаксирани и попуштени од самото тоа дека сте нели победници. Да. Да не сакате вие да додадете нешто? Се е кажано. Поздрав до сите што не знаат. Супер, голем поздрав и од мене, до сите кои што ги познавате, па и не познавате. Домакини, нема да ве држам повеќе. Со среќа во денешното издание ваше домакинската кабина. Повелете. А во нашето студио се и нивните противници, оние кои што ја завзема улогата на предизвикувачи и оние кои што ќе пробаат да земат домакинската кабина за следното издание на нашиот квиз. Дали ќе успеат во тоа, останува да видиме. А сега, да ги поздравиме Мајк и Филип. Повелете. Денеска зборењето тешко ми оди, потешко од вообичаено. Здраво. Мајк, Филип, како сте? Може понаваму да дојдеме, така малце. Супер. Мајк, тебе те познаваме, си бил веќе некој Филип танка, ама сега да кажам тебе малце повише. Те знаем и од други учества во други емисии. Сме те гледале, дури Димитар те пофали во една ситуација, ако не се лажам колегата. Да, интервју со Бомбакинска. Да, каде што рече дека сите се сеќаваат на она што не треба од неговиот квиз место на Мајк, ама тоа е тоа. За жал така стоат работите кај нас. Како сте ми денеска? Одлично. Филип, расположен за игра? Расположен. Ви избрзавме денеска, малце наваму натаму да стигнеме. Не, се надевам дека тоа нема да влие на вашето на вашиот резултат. Да не сакате да додадете нешто? Па поздрав до сите гледачи, поздрав до вас, до противниците. Се надеваме на интересна емисија. Јас сум сигурен дека ќе имам интересна емисија. Гледам убави надпреварувачи денеска и како домакини и како предизвикувачи. Знам дека ќе биде супер. Мајк, ти да не сакаш да додадеш нешто? Не, повеќе ги дадеме во кабините кои ќе бидат. Тоа сакав да го слушам. Не ве држам повеќе. Почувате како предизвикувачи, што значи ваше предизвикувачката кабина. Повелете. Хвала. Ајше и Денис, односно Мајк и Филип се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, останува на нас да ги провериме, да видиме дали работат како што треба, за потоа да продолжиме со денешното издание на нашиот квиз. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Мајк и Филип, дали се слушаме? Да. Одлично, знаете, во продолжение ако имаме некој проблем ќе кажете, ако нешто не е јасно ќе прашаме. Со среќа, момци. Ајше и Денис, дали се слушаме? Да. Супер, домакини, може да започнеме. Супер. Одлично. Ете, драги гледачи, кабините функционираат како што треба. Мајк и Филип се расположени за игра, исто така и Ајше и Денис. Па кој сум јас да ги држам? Затоа, веднаш започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи. Машки имиња на точно 6 букви. Бараме машки имиња кои се содржат од точно 6 букви и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши сограѓани. Ајше и Денис, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Мајк и Филип, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи, а во таа улога денеска се Мајк и Филип. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина. Мајк и Филип, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 5. Започнуваме со 5. Кажи ми само точно на 6. Да, точно на 6. 7. 7. 9.
9, 11, 11, 12, 12, 13, едно повеќе 13, 14, 14, 16, 16, 20, 20, 21, 21, 23, 23, 25, 25, 27, 27, 28, 28, 30, заокружуваме на 30. нека одговара. Да одговарат. Ајде да видиме. Мајки Филип. Имаме тука 30 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни машки имиња на точно 6 букви. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Андрей, Андреј. Андреј. Прв точен одговор за мајки Филип. Алекса, Алекса. Така е. Алексо, Алексо. Ангеле, Ангеле. Точен одговор. Богдан, Богдан. Така е. Борјан, Борјан. Точен одговор. Бранко, Бранко. Така е. Владко, Владко. Точно. Војдан, Војдан. Така е. Ведран, Ведран. Така е. Вилдан, Како? Вилдан, Вилдан. да. Вилдан 75 во Македонија, точен одговор. Горјан, Горјан. Поздрав до Горјан, што седи во режија. Така е, Гордан, точен одговор. Гордан, Гордан. Така е. Гораст, Гораст. Точен одговор. Дамјан, Дамјан. Со Дамјан ќе бидеме точно на пола. Се извинувам. Така е. Данило, Данило. Точен одговор. Златко, Златко. Така е. Звонко, Звонко. Точен одговор. Звонко. Стефан, Стефан. Така е. Стојан, Стојан. Така е. Трајко, Трајко. Трајан, Трајан. Така е. Трајче, Трајче. Така е. 23 точно да си Фуркан, говори. Фуркан, Фуркан. Точен одговор. Мартин, Мартин. Никола, Никола. Никита, Така е. Никита. И Никита е точен одговор. Уште 3. Оливер, Оливер. Така е. Бурхан, Бурхан. Така е. Точен Блерим. одговор. И Блерим. Со Блерим точно 30 машки имиња на 6 букви. Со
Со што првиот поен оди кај вас, мајки Филип, честитки. Одлично одиграно, без некои поголеми проблеми, буквално протрчавте низ овие имиња. Но немојте да се опуштате, премногу имам уште една лицитација за играње. Внимателно, ајше Денис, немам никаква замерка. браво. И Добре. очигледно да, фатија ритам со темата, им се погоди и тоа е тоа. Доста надававме, 30 е солидна бројка, нели? Не мора секој до 50-60 да се надава. Така, сконцентрирано во продолжение, имам уште едно надавање за играње. А пред да продолжиме со втората лицитација, само да прочитам дел од оние машки имиња на точно 6 букви, сепак кажа доста нашите надпреварувачи, ги имаме тука Адриан, Амдија, Андреа, Аритон, Бајрам, Бериша, Благој, Бранко, Вангел, Врбица, Гаврил, Горас, Дамјан, Даниел, Деспот, Дражен, Живоин, Митруш, Младен, Најден, Стефан, Фатмир, Христо, Часлав и така натаму. Кажам многу, не можам сега да ги одвојам, да ги барам кои не се кажани, а кои кажани. Затоа што мислам дека треба повеќе време да посветиме на она што следува, тоа е второто надавање. А темата за истото гласи: држави чие име е од точно 3 слога. Бараме имиња на признати суверени држави од цел свет, чие име се состои од точно 3 слога и од само еден збор. Без обзир дали е должината од 5, 6, 7, 8, 9 или пак 10 букви. Ќе дадам, еве, ајде ќе оземеме Скопје. Чекај се од точно 3 слога, кој би можело тоа да биде наш град на еден збор? Тетово. Ете го Тетово, значи се дели на Тетово. Значи бараме на 3 слога да може да се подели државата и да е од само еден збор, доколку кажете да речеме Шри Ланка би било во старт погрешен одговорот. Ајде Денис, дали не е јасна темата? Одлично. Мајки Филип, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат негативен резултат по првата одиграна игра. Во таква ситуација се моментално Ајше и Денис. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Мајки Филип. Ајше и Денис, кога ќе имате понуда, споделете. 5, 5. Започнуваме со 5. 6, 6, 7, 7, 8, едно повеќе 8. 10, 10, 11, 11, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, нека одговора. Да, Денис, некако опадна концентрацијата. 17, 17. Ајде, одиме понатаму, така. 17. 18, 18. нека одговора. Да одговарат? Да. Мајки Филип, денеска се е во ваши раце. Како што рековме, бараме држави чии име од точно 3 слога. Мислам дека малце надававме, но како на Денис тешно му падна енергијата во моментов, може би му досадив. Не знам, ќе видим. Ќе ми каже после како и да е. Сега да се сконцентрираме на она за што сме тука, а тоа е да дадеме точни одговори на темата држави чии име од точно 3 слога. Имаме 18 празни полиња. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Канада, Канада. Канада. Така е, точен одговор. Мексико, Мексико. Точно. Гранада, Гранада. Гренада, да. Точен одговор. Панама, Панама, Да слушна банана. Панама, точен одговор. Уругвај, Уругвај. Да. Уругвај, точен одговор. Суринам, Суринам. Така е. Гвајана, Гвајана. Така е. Шпанија, Шпанија.
Така е. Франција. Франција. Точен одговор. Норвешка. Норвешка. Така е. Србија. Србија. Грција. Грција. Така е. Турција. Турција. Така е. Русија. Русија. Броиме слогови. А како броите? Времето е на Индија. ваша страна. Индија. Да. Така е. Египет. Египет. Така е. Лесото. Лесото како предпоследен одговор и тоа е точен. И кој ќе биде последниот? Малави. Малави. Еве го одма тука на листата. И точен одговор. А дали знаете кој е најдолгото име од 3 слога од државите? Треба да се размисли малку. Да ви ги скратам маките, ајде, Лихтенштейн. Да, тоа е најдолгото име од 3 слога. Интересно. Мајки Филип, без зборови сум, секоја чест, без некои поголеми проблеми, буквално онака лабаво си ги дадовте овие 18 одговори. Браво за вас. Драго ми е ќе се дружиме и тука на главната сцена. Ајше и Денис, како допадна денеска малце концентрацијата, Денис не ми беше нешто многу расположен. Не, ова со слоговите... Со слоговите, ама после и државите. тоа ти стана јасно така. И секогаш требаше да наддавам и да одам и понатаму. Знам, секогаш е така со одредени теми. Ама и слободно Денис во други ситуации прашуваме, брат. Немој да се, да, специфична муавет, после тоа е многу лесно. После, да, после ти текнува се. Да, ама не се сраме, тоа важи за сите надпреварувачи, за сите кои што ќе се пријавите во листа за 300. Искрено можете слободно да побарате мојата помош за да ви дообјаснам, не е проблем и да се задржиме малце повеќе, се со цел нели да не биде појасни што подобри резултати за едните и за другите, зашто кога вие повеќе знаете и имате повеќе одговори и надавања и нашата емисија е веднаш подобра. Но ајши Денис, пред да ве пуштам да си одите, ќе изиграме едни брзи пенали во интерес на време. Да, супер. И да се онака како за крај да го размрдам Денис, не го пуштам дома вакво да си оди. Мајки Филип, дали може една ревијална партија Може, пенали, нормално. чисто за нашите гледачи, ви благодарам и на едните и на другите. Нема да должам повеќе, ги знаете кои се оние правила на пенали. Па, одиме веднаш со темата, а темата за денешните ревијални пенали гласи. Филмови со Арнолд Шварценегер или Силвестер Сталоне. Извор: базата на сајтот IMDb. Бараме наслови на филмови во кои играле Арнолд Шварценегер или пак Силвестер Сталоне. Ако играле заедно во некој филм, можете да го кажете само еднаш. Доколку некој филм има продолжение само со број, например 2, 3 и така натаму, тој филм можете да го кажете само еднаш. Доколку после насловот има уште некој збор, можете слободно да го кажете целиот наслов. Дали не е јасно? Дека има, да речем, ајде, не знам, кој да кажаме, враќање во иднината. Ако беше враќање во иднината, нели има 1, 2, 3, Back to the Future, само еднаш можеме да го кажеме. А доколку беше враќање во иднината во 1956, па враќање во иднината 1975, тогаш ќе можеше да ги кажеме како посебни наслови. Како и да е, како што знаете, самите ревијални се пеналите нема да влијат никако на крајниот резултат. Но ние сепак ќе се држиме до оние зацртани правила за самата игра. А тоа е дека први со одговарање започнувате ковните предизвикувачи. Во таа улога се Мајк и Филип. Да го слушнеме првиот одговор. Идеме со најпрвиот од сите овие, Херкулес во Њу Јорк од Шварценегер. Херкулес во Њу Јорк со Арнолд Шварценегер. Прв филм на Шварценегер. Така е. Рок, Роки. Веднаш Роки го возвраќа ударот. Да. Роки 2. Не може. А, не. Да, не може ке Да, 2, 3, добро. ако има различни имена. Рамбо, прва крв. First Рамбо. Blood.
Прва крв, така е. Рамбо нели имаат посебни имиња, па можеме да ги... За тоа треба тоа. Така е. Терминатор. Терминатор. Точно. Крит. Како... Крит, да. Продолжение Да. на Роки, да. Го гледа, па скоро, го немав гледан. И Крит 1 и Крит 2. Така е. Со Шварценегер Киндергарден, градинка. I'll be back. Тоа беше Терминаторот преска. Не ми тек тоа некоја позната фраза од Киндергарден, полицаецот од градинка. Полицаецот од градинка, така е. Предатор. Предатор. Точен одговор. Сега вака можам да ви кажам дека Терминатор секој дел има и посебно име. Доколку ти текне некој од тие можеш повторно да кажеш Терминатор тој. Ама така имаш друг одговор. Така многу специфичен. Шварценегер. Осо близнаци? Близнаци. Со него и со Дени Девито. Дени Девито, да. И близнаци е точен одговор. Сега на англиски over the top, над врвот, како? Над врвот. Чекај да видам валја така, се надевам така, мислам дека беше. Со кој беше над врвот? Со Сталоне. Со Сталоне. Камионџија се бута Со на раце. туркаат со раце, да. Да, бе, да, со камионџиите, точно која е бутка. Која ќе... Капата која става тој. Да. И со палецот кој го прифаќа сите што после тоа почна така да се борат. Тоа е тоа. Кога сака да му го земат детето, он не даваше. На врвот, ете така. Сто или мајка ми ќе пука. Сто или мајка ми ќе пука, еден од оние посимпатични филмови со Силвестер Сталоне. Супер филмче, може да го изгледам пак да ти кажам право. Убави филмови се овие. Двојка. Сега Expendables. на англиски, ако може, Expendables, не знам како е на македонски. Expendables... Со двата мислам, и со Сталоне, и со... Да. Како го преведува кај нас... Подметници. Платеници. Платеници, да, потрошливи, нешто Така, платеници беше, точно. Фала режија, точен одговор. Терминатор Генезис. Терминатор, да, Генезис или Генеза. Така е. Терминатор Rise of the Machines. Да, бунтот на машините, Бунтот на така е машините. преведен кај нас, да. Бунтот на машините. Точен одговор. Со Роки Дейлайт. Ете се гледаме кој гледал филма, ми се допаѓа ова. Роки Дейлайт или Дневна светлина, како ќе дојде, така беше некако Да, Дневна Дейлайт. Ама чекај да видиме. Така е, точен одговор. Со Роки 2 не може, име треба, да. Име треба, ако име, значи Да. Аха, двојка, тројката не. Да. Да. А имаат и Роки си има, Има 4 дела, да. да. Ајде, ќе бројам, мора 5. Последниот акционен херој. Последниот акционен херој како со Шварценегер. Кога од филм ќе влезе во реалноста ќе дојде. И тој ми е еден од најомилените филмови. Труден, кој Леле, тој ми е па филмот. Точен одговор? Мора на македонски или може и немски? Кажи ми го на англиски, ќе го преведеме. Ако ти текнува на англиски слободно. Со Шварценегер Under Siege или нешто и така. Под обсада како беше? Ми се лажам така некако беше. Сме ги измешале со Стивен Сегале. Over the top, да.
Така ли беше? Не имаше и CG и он нешто, ама... Да, може би по друго некој име. Добри бевте, супер. Може би треба ова да ви давам и на едните и на другите нареден пат. Филмови, и јас уживам во овие теми, филмови, музика. Најубавите теми се според мене и спорт. Да не лажеме. Ајче, Денис, ви благодарам многу за одвоеното време. Криво ми е што не продолжувам и понатаму да се дружиме, ама се па видиме. уште едно искуство плюс, сепак си одити с убава парична награда. Скоро да стигнав и до една максимална нели сума, ама ја оставаме со од 150 додиме на 200 нареден пат трипаме на 300 евра. Обавезно. И тоа е тоа. Останете ми во добро здравје и се гледаме во некоја следна прилика. Мајки Филип, браво, се дружиме сега на главната сцена, каде што ќе имате шанси да си освоите парична награда, но пред да ми се придружите, еве да прочитам дел од оние филмови кои што не ги кажа нашите надпреварувачи. Тука имаме со Шварценегер Ликвидатор, односно Бришач, Бетмен и Робин, Вистински лаги, потоа Конан Варваринот, Колатерална штета, Командо. Тоа ми беше првиот филм што сум го гледал со Арнолд Шварценегер и бе фасциниран тогаш. Потоа Терминатор Судниот ден, Терминатор Бунтот на машините, Терминатор Спасение, Терминатор Генеза, Терминатор Тенна судбина, потоа Тотален отповик, Црвена жештина, Црвената Сонја, Шестиот ден, па ги имаме со Силвестер Сталоне, Алпинист, Атентатори, Деца шпиони, Детоксикација, Кобра. Кобра го заборавивме. Танго и кеш. со- Танго и кеш. Танго и кеш. Да, Танго и кеш. Точно, еве го, Танго и кеш ги имам тука. И јас не ми ни текна. Филмови кои што заедно ги играле ги имаме тука. Аларум, се извинувам. Вештачки дијамант, Кристал, земја на полицајци, За солништен ноќен сокол, односно ноќни птици, Одмазна на мафијажот, Пеколни возачи, Преку врвот и Улица на рајот. А сега, Мајки Филип, повелете тука да ми се придружите на главната сцена и да видиме дали ќе си заминете со парична награда. Вие, драги гледачи, останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Мајки Филип се со мене тука на главната сцена. За кратко ќе ги сочиме и со темата од нашата листа, но пред да го направиме тоа, на брзинка да протрчаме низ истата да видиме што како се таму работите, а таа е составена од 15 празни полиња, кои што треба да ги исполниме со точни одговори доколку сакаме да освоиме онаа максимална парична награда. Во меѓувреме, за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате тука со парична награда од 300 евра. Мајки Филип, дали сме подготвени да слушнеме темата? Не се ни сомневам во вас. Слушајте добро, вие, драги гледачи. Денешната тема на која што го тестираме нашето знаење гласи: тенисерки освојувачи на било кој Гранд Слем турнир. Извор: сајтот на спортскиот канал ESPN. Ги бараме тенисерките кои освоиле барем еден од 4 Гранд Слем турнири од 1968 година па се до денес, од така наречената Open Era, па нели до денеска, како што кажав. Тоа е годината откако тенисот се смета за професионален спорт. Значи, од 1968 година па до сега освојувачки на Гранд Слем турнири. Кога ќе бидете подготвени за почнат? Венус Вилијамс. Венус Вилијамс. Тоа што заборев да ви кажам, можете да кажете и само презиме, ама ако кажете ми презиме и двете Пошто треба се да бидат. сестри, овие мора... Да, се мора разбираме. различно, да. Така е. Венус Вилијамс рековме, така? Да. Прв точен одговор. Сестри Серена Серена Вилијамс. и Шарапова. И тоа е втор точен одговор. Шарапова Марија. Марија Шарапова. Ке Шарапова беше на убавата? Да, плава. Што се зема со... Симпатично. Не, таа е Курникова. Не, таа беше Курникова, да, ова беше друга. Ама таа нема ова е освоено. Таа нема ништо освоено. Зубавина може би нешто. Така, да. Добро се продаде, да бито девојчето, така е. Серена Вилијамс, точен одговор. Марија Шарапова, трет точен одговор за 50 евра. Честитки. Што правиме за понатаму? Не па. Ајде, Елена Рибакина. Елена Рибакина. Јазаренка. Четврти точен одговор. Сабаленка. Сабаленка. Арина. Да, така, некако... Да, зема, значи. Беше прво. Така е, точен одговор. Сабаленка. Ајде, Викторија Азаренка. Азаренка. Арина Сабаленка иначе беше. Коначно најдов јас тука кај мене. Азаренка. Викторија Азаренка. Азаренка. Викторија Азаренка.
Тоа е за 100 евра, веќе. Леле, како ми ги легнате, браво. Честитки до сега супер њуди. Ајде, постарите малку. Штефи Граф. Штефи Граф. Така, дај покажа нешто од моје време, што знам. Штефи Граф, седми, точен одговор. Навратилова. Навратилова. Мартина Навратилова, така беше? Мартина беше? Мартина Мартина Навратилова. Навратилова. Илова. И она Жастина не Така, така Штефи Ким Клайстер. Така и за 150 евра. Па ајде Жастина Нин. А Нин. од Белгија. Жастина, Ивановиќ. Джастин Анин. Жастина не. Жастина. После имаше уште едно презиме. Доста не. Жастин Анин. Да. Така е, точен одговор за 150 евра за мајки Филип. Честитки, момци, што правиме за понатаму? Да, ќе одим. Ана Ивановиќ. Ана Ивановиќ. Хватува што зема на Олимписки. Имаме Јули Мост. Да, ма ја кажи. Не, чекај, Ига Шопек. Кажи. Да, така, колекинат има. Така е, Ана Ивановиќ, 10 точен одговор. Ига Шјонтек. Игаш Фјатек, така да. Полско презиме. Да, Фјатек. Да. Да, тераз. Него си имаме за зло. Игаш Фјатек, 11 точен одговор. Браво за Филип и за Мајк. Само уште да го испишеме. Тешко е запишување, него друго. Тешко е, да. Ај, полесно е на Осака. Наоми Осака. Со 3 слога. Ајде. Наоми Осака со 3 слога. Наоми Осака за 200 евра, точен одговор. Браво. И уште 3 ни остануваат. Ајде, Мартина Хингис. Мартина Хингис. Ова Били Джин. Та беше после. Прва беше од Опенера или последна? Хигинс. Мартина Хигинс. Прва, друга, Србински. Нема. Така е. Следно. Еден нема за ним. Следно, ајде ова, ќе кажам, има еден Гренслем, Маркета Вондроусова. Маркета Вондрушова. Да. Така, некако, некој од нас точно го изговара, ама не е Да. важно. Важно е дека одговорот е 14 точен. Ким Клайстерс. Ким Клайстерс или Ким Клистерс, кај нас, како што би ја превеле. 15 можам слободно да кажам точен одговор за 300 евра. Мајки Филип, денеска беше ваш ден. Одлично ги изигравте оние први две лицитации, па дури и на пеналите супер се покажавте, иако беа ревијални, за на крај да освоите и ова максимална парична награда со 15 точни одговори. На моје огромно задоволство ќе се дружиме во следното издание на нашиот квиз. И со тоа сега ќе ви испратам, само да ги прочитаме нели дел од оние тенисерки кои што не успеавме да ги кажеме. Тука ги имаме Амели Моресмо, Анжелик Кербер, Аранча Санчес, потоа Били Джин Кинг, Викторија Заренка кажавме, Ива Мајоли, Јана Новотна, Коко Гауф, Крис Еверт, Лидзи Девенпорт, Мима Јаушовец, Моника Селеш, Петра Квитова, Симона Халеб, Дженифер Капријати и така натаму. Ги има доста. Мислам ги има околу 50-тина. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на вашиот и наш омилен квиз. Ке ве поздравам тука, ке ви посакам да имате прекрасен остаток од денот и секако да останете во добро здравје и со програмата на телевизија Сител. Секако се гледаме во следното издание на листа за 300. До тогаш никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!